Почитувани гледачи на Македонската радио телевизија, добро вечер и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Живот на приказна. Јас сум Здравкица Милич и ќе ви кажам дека и овој пат сме одлично расположени да угостиме секако уште една личност која ќе ја отвори својата животна приказна или ќе ни ја раскаже, а вие секако станете понатаму пред малите екрани и уживајте во разговорот кој следува. За кого станува збор ќе слушнете од кратката најава. Дали ова срце мое бара љубов, ајде кажи ми. Важи за еден од најуспешните пејачи на македонската музичка сцена. Потекнува од мало валандовско село, а со својот глас, шарм и упорност успеа од скромни почетоци да стигне до самиот врв. Тој искрено и отворено зборува за своите почетоци, за патот до успехот, но и за своето семејство, за сопругата, бракот, 4 деца и кариерата што ја гради со љубов и посветеност. Дами и господа, Ѓоко Јович. Тече отрова, остај нека боли, ах леле зошто пак во ноќите ти ми се појавуваш. Како вистинска домаќинка и овој пат ќе кажам топло добре дојде за Ѓоко Јович во животна приказна. Ѓоко, добре дојде во нашето студио и секако драго ми е што ќе бидеш дел од оваа емисија. Благодарам. Повели, ова е твоето место, како и сите гости, така и тебе искрено од срце ќе те прашам пред се, како си? Фала му на Бога. Знаете, секогаш е најбитно да сме здрави и живи, нашите дома да се здрави и живи, така да фала му на Бога, супер. Кога сме сите на број, тогаш се е одлично. Да, буквално така. Дали секојдневно имаш некој ритуал или на некого прво ти текнува кога ќе се разбудиш наутро да го прашаш искрено од срце, како? Па, вака, кај мене дома има еден куп ритуали. Значи, кај нас дома големо семејство, си имаме ритуали. Ако сме веќе, кога сме веќе кај ритуалите, можеби сопругата има малку повеќе ритуали од мене. Јас имам некој ритуал кој што се знае од прилика до колку сат спијам, кога ќе станам малиот, ако не е во градинка, по цели денови си со него, сега си направивме дома и аквариум и така си пиеме кафенце, си уживам сега пред аквариумот. Некој е тоа, некој е наше слободно, мое слободно време, таму си го трошам и после тоа си почнувам со одморските. Кому прво се јаваш рано наутро да прашаш како е? Рано наутро, сигурно ќе се јавам кај што имам можеби пропуштени повици или нешто ако имам обврски околу студиото, ќе се слушнам со најстариот син мој, нешто договараме околу тоа или со бендот, групата, со некој од колегите. Повеќе професионално, значи? Па, може да се каже и скоро секогаш професионално. А имаш ли вистински пријатели? Вистински пријатели? Па имам вистински пријатели, иако може да се каже дека се многу малку веќе на денешно време. Можеш да ги изброиш на две раце или? Па не на две раце не, но имам многу блиски пријатели, а вистински не знам колку се вистински, да бидам искрен, затоа што дали, ова сакам да кажам, дали ние како ајде да не кажам, ајде ќе кажам, како старееме само така веќе повеќе билдаме во нас некое искуство, повеќе, ќе кажам, Господ ни ги отвара очите да ги видиме, работите баш како што треба во вистинско светло, или пак веќе времето е дојдено на тоа ниво кај што не можат луѓето веќе да се кријат. И многу работи веќе се, не само ја што ќе ги видам, ги гледаат и сите околу мене. Паѓаат маските. Да, веќе не знам, да еве се најжив искрено. Каде е твоето родно место? Роден си во Скопје, меѓутоа детството ти е поминато во Валандова, Да, така па, во Скопје, јас, само во болница. Да, јас само живе во Скопје можеби 1 ден или 2 дена. Така кога сум се родил. И после тоа ме врати таму кај што припаѓам. Вака, јас моето детство го поминав до мои добри 17-18 години во моето родно село Балинци, Валандово, и кое што морам да кажам и да признам, сега можеби ќе бидам и лошо сватен, но мора да си го пофалам тоа мое место
и да си го пофалам народот таму. Затоа што дефинитивно јас тврдам, не знам дали дека потекнувам од таму, но еве и кога збориме со колеги, со многу други луѓе, најдобриот народ потекнува од Јужна Македонија. Дефинитивно. Валандово, Гевгелија, тоа се... Топли се, Пазите, вака, пак ќе кажам, да не бидам... Погрешно разбран, да. Погрешно разбран. Јас каде да гостувам низ Македонија, и секаде ни светот, пример, еве идеме и Австралија, Америка, тоа се нашиот македонски народ секаде е прекрасен. Но мора да кажам, тоа ми е можеби сегмент во животот кај што го двојам дека луѓето Валандово, Гевгелија се за мене можеби најдобри. Како беше детството таму, во твоето место? Вака, моето детство, овие се можеби, мора да признам дека можеби се ова за прв пат такви некои по-дискретни, по-реални прашања и со вашите прашања некако чувствувам некој наежување во себе, искрено. Моето детство многу пати со сопругата тоа не така ќе ја отворам темата и си викам кога би можел да се вратам барем знаете колку? Барем 10 секунди во тој живот. Значи многу ми фали. Можеби не беше тоа време како што е сега. Можеби не сум имал колку што имам сега, и сите тие работи, но не е све во богатството и во парите и во све. Пазете, си има све своја убавина. Кога ќе се вратам во тоа време, сум имал многу други детски убавини кои што многу ми е криво што никогаш повеќе тие убавини нема да се вратат. Но кога ќе се вратам во реалноста, во денешницата, па никогаш, мислам, поубава работа од моите дечиња, од моето семејство. Па нема поубава, искрено. Што најмногу ти недостасува? Тоа што имаше време, што имаше социјален живот или... Така, ме прашувате нешто кое што навистина како да сум ви го кажал тоа. Да, најмногу ми недостасува времето. На денешницата, мислам дека ако се брои во пари, времето треба најскапо да се плати. Така да мене времето дефинитивно денеска да има уште 20-30 сати, пак се малце за денеска. За да можеш да постигнеш се буквално. Не може. Не може да се постигне, но пак ќе кажам, сето тоа, значи сите тие тешкоти, времето... И сами некогаш си ги правиме такви работи. Па никој друг не ги прави, сами си ги правиме, така ние веќе тоа наметнато и немаме... Влезени сме во некоја машина. Па нема друг избор. Пример, барам некогаш кај што сакам да биде нешто подругаче, но не може. Искрено да бидам, не може. Така. Дали имаш другари се уште во Балинци? Дали има некој од јавната музичка сцена или генерално од јавниот живот кои потекнуваат токму од таму? Па вака, би одвоил можеби еден од нив, можеби го познавате, градоначалникот на општина Валандово, кој што еве моментално е градоначалник, тоа е од мое време и кој што пример еве се гордеам, тој ми е познаник од долго време, не ми е мој другар од детство, но еве еден е кој што можам да го одвојам сите мои другари, можам да кажам дека и повеќето од тоа што беа мои школски другари или другари што се дружеле, да бидам искрен, они се повеќето сега веќе во странство. Сите многу малку има кои што се останати во државата. Тоа е навистина жално, но кога ќе си одам во село, си се наоѓаме таму и си се гледаме. Имаш се уште таму другари. Да. Одлично. Од какво семејство потекнуваш, Ѓоко? Од семејство, не знам сега во кој контекст ме прашувате, дали од богато или сиромашно семејство? Па, добро, во тоа време некако и беше природно да сите имаат слично, нели? Никој ниту имал премногу, ниту премалку. Па нема, видете тоа време кога ќе го денес за тоа време кога збориме не јас, туку сите мои другари, сите мои пријатели од тоа време што се сите сме биле некој негде на тоа ниво. Слично ниво, да. На тоа ниво сме биле. Трпезата полна секогаш?
Па, слава му на Бога, да. Може би, вака, имало моменти, пази, има моменти кај што не сум ги кажал, може би, еве и сега баш ке напоменам од тие моменти, кои што може би малце се неубави моменти, но за мене се убави. Имало моменти кај што ја како детенце, ова може би не сум го кажал никогаш во емисија, може би за прв пат, јас како детенце... Затоа си тука. Вака, јас како детенце сум растел со... сме одгледували тутун. И ова мора да го кажам исто пред тоа. Кога нас не буделе мене и брат ми никогаш не плачел. Јас секој ден сум плачел. Не се сакал да го работиш се тоа? идеше на тутун, абе никогаш, значи тоа буквално никогаш, затоа што мајка ми уште пред да влезе у соба или татко ме да ме разбуди, леле ја го слушам, абе треба 10 пати вака да ме мрдне стан и јас се правам дека не го слушам. Значи тие се тие моменти, и имало момент кој што ќе го одвојам. Татко ми работеше во поранешното, како се викаше, Винојук. Тоа е за одгледување на лозје. И тој период, се не знам кои години, од прилика 5-6 години имав јас, кај што им дава бонови, на времето бонови, ама можеше да се пазари во Ангропромет, мислам се викаше таа продавница, кај што само таму со тие бонови, нема на друго место. И татко вика, кога ќе го избереме тутунот, вика, со магарето, ќе идеме директно таму и ќе ви купам све што ќе посакате. Вика, и ќе ви купаме на кофичка аерокрем. Од тоа, лере, тоа за мене ми беше, мислам дека кога татко ми ни го кажа тоа, дека ќе ни купи Значи сте биле наградени за тоа што сте го работели? Па не, може би, да, не наградувале, но не дека тоа беше за да имаш, сега може секој детенце да има, иако не се продава такви, тоа бил, мислам дека од 5 кила, да, 5 кила, така беа тие, кантички, и јас мислам дека тоа лето најспоро ми помина у мојот живот до сега. Затоа што не може, не поминува, цело време мислев. И кога дојде тој момент, стварно избравме тутунот и дојде моментот на татко ми ги поделија бончињата и идеме да ги земеме. Идеме до тоа село кај што беше таа продавница. И јас како дете мал бев, и масава може би беше вака височка, околу метар од земјата, големи маси. Може би не беа големи, ја мал, па големи ми изгледа. И вака не можам да видам на масава добро. И тој продавачот таму што беше, на татко ми пријател, кога ја донесе кофичкава и кога ја ости вака на маса, ја вака викам, дали е ова можно? Дали е ова можно дека јас ова ќе го имам? Јас, кога отидовме дома, на коњскава кола, не знам дали знаете какви беа тие, коњска кола ние ги викаме, тоа се запрежна кола. Запрежна кола, да. 100 пати вака погледнав, ја вака ја држам, викам, леле, дали е можно дека ова е моје? Значи, тоа е како некој сон, детски сон. Идење дома и ајде тоа што ја земавме, што си ја земавме, кофичкава со аерок. Тука татко ми и мајка ми ни направиле само белја да не можеме 3 дена да спиеме. Цело време на тоа мислев. Толку се радував. Да. Благодарен си на твоите родители што се направиле за тебе? Па правеле колку што можеле. Значи сега можеби финансиски не направиле многу, затоа што такво време беше. Дали и менталитетот беше таков, не знам. Пример, кај моите родители, знам дека дадоа се од себе. Најбитно од се е тоа што ме изградиле да бидам поштен човек. Затоа што на денешницата е многу, јас така си ги воспитувам моите деца да бидат поштени, да не бидат лоши луѓе, тоа ми е најбитно. Така да колку можеш да направиш некоја паралела од твоето детство? Ете, ја раскажа приказната со тој некој еврокрем што за тебе се чинило нешто како не знам што да ти купила. Твоите деца дали знаат да се радуваат исто така на мали нешта? Колку е слично? Вака, искрено тешко прашање. Вака ќе се навратам, ајде, 14 години можеби, ајде.
13-14 години наназад од сега, кога ќерка ми и синчето имале по 3-4 години, така, 5 години од прилика. За нив ни беше тоа, можеби, имало моменти кај што многу повеќе се радувале. Иако, пазете, вака, прашањето е малце и така, кај што, пазете, јас ќе кажам за наше детство, но сигурно децата на денешното време и они се радуваат. Имате која среќа која што се радуваат на Добро, било но се што. повеќе им е се достапно. Па да, и од тој достапно аспект прашувам. Достапно е, пример, сега синчево, они многу сакаат да играат игрици. Јас не му дозволам и кога ќе му кажам, добро, можеш да играш пола сат игра. Он, иако по цели ден, но кога ќе ме види дека сум го видел, он овака ме гледа уплашен, сега дали ќе го карам, дали нешто лошо ќе му кажам. И има моменти кај што ќе дое, пример, јас тоа никогаш не го правам, но некош и знам да го направам, пример, ќе дојде со телефонот и вика, тато, дај за оваа игричка, купи ми ги тие некои, не знам како се викаат тие некои нивни парички. Тоа се 53 денари од долари да ги премениме во македонски. Он е пресреќен дека сум го купил, а тоа го купа можеби еднаш и не знам дали сум го купил друг пат, можеби еве баш пред некој ден. Он е пресреќен. Иако он е тука пресреќен, но ја не сум среќен затоа што сум му купил нешто за да игра на телефон. А тоа мене не ме прави среќен, да бидам искрен. Од колку години почна да се занимаваш со музика, професионално зборувам, и дали нешто друго си работел освен музиката? Вака, видете, тоа е многу... Нема што немам работено. Значи, буквално од земјоделие, имало моменти кога сме се земале со сопругата, буквално Господ, не знам, само Господ тоа го правел, мислам и само Господ тоа го може, да точно се снаоѓаме, некако сме плаќеле во исто време факултетот на сопругата, во исто време плаќаме кирија, во исто време треба да купиме памперс за децата и млеко и многу работи. Јас стварно навистина не знам, малку сум заработувал тоа време мислам, можам да кажам и тогаш професионално сум се бавел со музика, но многу беше тешко и напнато. А што друго работеше освен? Па вака, тоа буквално баш тоа сакав да го кажам. Во исто време сум работел и сум пеел во ресторан. И прва, мислам, тоа е, како да ја кажам, навечер. Навечер ќе пееме до 1-2. Доаѓам дома и мораше сабајле во 7, тоа ќе го памтам цел живот. Работев кај едни мои пријатели, имаат ресторан и ја мораше сега кога го гледам ова сопругата ќе се смее. Мораше сабајле да станам рано сабајле во 7 да отворам ресторан и работев некој известен период, можеби месец и половина, 2, како конобар. Толку ми требале финанси, средства, значи, кај што навистина мораше Каде да се беше тоа? Во кој град? Тука во Скопје. Во Скопје. Во Скопје, да. А кога го заработи првиот хонорар? Тоа не можам да се сетам. Тоа не можам тоа. А се сеќаваш ли каде беше првиот настап? Јавен. Видете, јас мислам, непрофесионално, можеби јавно што сум добил како парични средства, во тој, можеби сум имал 10 годинки. Кај што сум пеел, на времето имаше банкети, кај што се правеа банкети, и ја како дете, може бев и помал. Таму свира едни... Новите генерации не знаат што се тоа банкети. Па не знаат, нема шанси, тоа не ни знаат. Да. Не знаат тоа испраќање во војска, кај што јас како дете знаев, не сум знаел можеби многу песни, но сум знаел сигурно 20 на песни или 10 песни, можеби биле, и јас сум ги пеел све тие песни. И како мал дете ќе ме качат на маса, и тогаш може ми ставале по 50 денарки, 100 денарки, но тоа за мене беа многу пари. И се сеќа музичарите кога делеа пари, на крај завршија, ја како дете тука на тој банкет, и сега викам, леле, ќе ми дадат ли музичари пари. Вака ја ќе заработувам кога ќе порасна. Многу мал бе, Да. стварно, можеби ќе ви излажам, можеби имав 7-8 години, 9 годинки, 10, од прилика сега, стварно можеби тука, можеби ќе сгрешам околу годините, но се сеќам и вака седам од страна и викам, леле, ќе ми дадат пари, нема да ми дадат. И кога ме викна, леле, викам,
Супер, сега ја, тоа ми беа првите заработени кај што пази пари. вака. Они беа можеби 5 музичари и ги гледам делат на 6. Викам, леле, само ќе ми дадат пари. И они таман само што ми ги дадат парите. И се сеќавам на моментот татко ми дојде од таму и вика, не, вика, ќе му дајте само 100 денари него. И ја вака го гледам татко. Зашо само 100 денари? А сите пари може би јас само ги извадим. Вика, не, он е многу мал, може да се расипе ако му ги дадете сите пари. И вака, леле, засна, викам. И само 100 денари. Па добро. Да. И не е лошо. Тоа за беше 10 можеби години. Да. тој момент. А кој ти кај што даде би- првата шанса да почнеш да пееш? Па вака, Кој најмногу првата веруваше во тебе? па јас сам си верував најмногу во мене. А професионално кога во војска бев, се сеќавам во војска бев, кога татко ми се јави и неговиот, ќе кажам, куќен пријател Леонид Мачев, и кој што тој ми ја направи мене музиката на Црвена вишна, тоа е мојата прва авторска песна, Ѓорги Каледжиев текст. Ми се јавува татко, ми вика, дали, ај праше, вика, во војска, дали би те пуштиле мај, не знам таму како беше фестивалот, точно знам дека беше во мај, дали тебе би те пуштиле да дојдеш да отпееш на фестивалот. И ја вака размислувам, дали би ќе прашам. И он вика, па ти си одиш април, вика, си одиш ти од војска. Леле, викам, супер, ќе можам да пеам. Кај беше во војска? Бе во Битола во војска, Во Битола. во музичкиот оркестар. И така ми помина таму војниот рок. Не бев многу време во војска, тоа беа пред последната генерација јас бев во војска. 6 месеци, 6 месеци, 15, 6,5 месеци бев во војска. Тоа ми беше мене првиот мој професионален настап на Фолкфест Валандово, кај што ја освоив и првата награда. Што е од природно, публиката. нели, да биде во Валандо. Да, дали до ден денеска ти е најтешко да пееш пред валандовчани? Па оно најтешко е да пееш пред жената своја, ако треба веќе на јавно место, а не пак пред својата публика. Мене стварно навистина тоа зошто Знаеш е ли тоа? поголема одговорност нека? Секогаш. Секогаш, па затоа што и твојата публика секогаш го бара максимумот. Затоа што си Не можеш да нивен. подклекнеш тука. Да, затоа што си секогаш нивен, може би они те гледаат со најголема љубов, но јас навистина чувствувам и најголема одговорност. Така, тоа е природно. Секаде сум пеел и пред многу луѓе, сум пеел и пред 4-5 илјади луѓе и можеби и повеќе, се не можам да се сетам. Не сум имал буквално никаква одговор, не сум имал ни трема, не сум имал ништо, значи буквално професионално и не сум имал никаков проблем. Вака некојаш ќе се случи пред твоја публика 500 луѓе, можеби треба, можеби и 100 луѓе. Леле, трема, не е нормална работа. Тоа не можам да го сватам. Да го објасниш сам на себе. Еве после толку години кариера, конкретно колку години се поминати? Па еве сега уште малку до мај 2026, точно 20 години. Точно 20 години, значи 2 децени. Дел од музичката сцена без престан. Од овој аспект, дали беше тежок патот? Дали беше трнлив? Имаше ли сопки? И дали би го изодел повторно истиот кога би имал шанс? Или би променил нешто? Многу интересно прашање. Вака. Дали беше трнлив патот, јас секогаш кажам дека бил, можеби мојот пат беше најтрнлив од сите. Но да бидам искрен, како што кажав и пак ќе кажам, јас самиот бев сигурен во себе. Знаев, значи бев сигурен повеќе од 100%. Значи бев сигурен дека ќе успеам. Уште како мал, вака како дете треба да знаеш Што не знам, сакаш? Точно. Значи буквално треба да знаеш што сакаш. Не дека сите тоа го знаат луѓето во животот. Има сега и многу луѓе кои што ги гледам, значи стварно не знаат кај терат децата, младината, но секогаш треба да знаеш што сакаш, да веруваш во себе и буквално и да имаш поддршка од барем од, ако не од другите, барем од родителите, да ти кажат дека вистина можеш да успееш. А кој од колегите ти беше поддршка на почетокот? Буквално никој. Никој? Никој. И мои многу блиски колеги ми имаат, кажувам, значи многу блиски колеги, не сакам да ги именувам,
Дали тоа било момент на, не знам како да го наречам, кај што ми викале, брат, колку луѓе, колку пејачи сакале да успеат, па снимале, па никад не успеале. Па не може секој, затоа што, па ќе се навратам наназад, за трнливоста, треба да си многу упорен. А пред се, значи, за да го искачиш еден врв, значи, треба многу да си упорен, а да застанеш на врвот, треба да си уште поупорен од тоа. Да го одржиш. Да застанеш таму, да бидеш таму. Значи, колку ти знаеш да им дадеш сега поддршка на оние кои тек почнуваат да се занимаваат со музика, имајќи искуство дека тебе никој тогаш не ти дал ветер во грб и ти било тешко. Така е, видете, јас пред се ќе кажам, јас и моето семејство многу си веруваме во Господ. И тоа баш пред некој ден го збориме со сопругата. Јас можеби во тој поглед сум малци наивен, затоа што можеби луѓето мислат дека сум наивен. Јас многу добро имам искуство и се, мене не ми значи дали некој ќе ме зезне, ќе ми наштети. Уствари не може да ми наштети, но само може да ме излаже кој што мисли дека нешто направил. Но јас тоа одма го знаам, го приметувам, затоа што, така, Господ таков човек ме створил. Јас навистина сакам, ама искрено тоа сакам да им помогнам. И сите луѓе, и сите колеги, кога го слушаат од мене, кога сакам да им помогнам, брат, дали тебе некој ти помогнал? Значи има многу така. Викам, луѓе, јас како Ѓоко Јовиќ, денеска можам да одам да пеам на еден настап. Дали е тоа свадба, роден ден, крштевка, фестивал или било што. Јас денеска можам на еден, не можам да идам на 100. Што ми смета ако другиот пее? Не можам. И ако нема конкуренција здрава, мислам, немаш видете вака, мотивација за напредок. Не знам, тоа видете, тоа е можеби со годините тоа си се ствара мотивација, некогаш стварно и мене ми доаѓа навистина преку глава, преуморен сум, работам на песна, сега, фала му на Бога, пак ќе кажам, јас можеби претерувам, но мора да се заблагодарам на Бога, затоа што Господ ми ги дава тие работи. Никој во животот мене не ми дал ништо освен Господ. Значи, Господ ми дал музикални дечиња, кои што сега, фала му на Бога, и синчето мое ми работи песни. Мислам дека нема поголема гордост од тоа. Да твоето дете дојде и ти каже, тато, слушни го ова, и ти го слушаш и не можеш да веруваш. Значи, јас се што можам... Талентот е наследен. Да. Одлично. Значи, тоа е, мислам, слава му на Бога, пак ја кажам. Така, со Ивана, каде се запознавте, Ѓоко? Па со Ивана се запознавме, да бидам наискрен, во кафана. Па каде на друго место, да? Каде да се познаеме? Се запознаеме, валјда... Во Скопје? Не, во Гевгелија. Аха. Незините братучери ја донесоа кај мене кај што пеев во едно ресторанче, па може да се каже кафана. А Иван е исто од тој крај таму или? Не, Иван е од Скопје. Пред да се земеме и откако се земавме, живееше во Топанско, па сега се живееме во населба Илинден. Инаку, така, се запознавме во една ресторанче, кафана во Гевгелија. И колку време сте веќе заедно? Па, веќе 19 години. Значи, полнолетството го поминавте? Па го поминавме, можеби, полнолетството, но чудна работа, како да сме некој краток период. Така брзо помина. Да. Имате 4 дечиња, 4 секој од дечиња. 6. Така, само дечињава вака кога ќе ги погледнеме, јас тогаш сваќам дека сум со сопругата долго време во брак. Затоа што ќерката ни е сега на 26 декември полни 18 години и сваќаме дека ние не сме веќе млади убави, сега само убави. Така, што се занимава Ивана? Па, сопругата, кога се земавме, се занимава, мислам, она беше медицинска сестра, но сега си имаме наш бизнис, теретана, наш фитнес центар, и сопругата со тоа, а повеќето со дечињата она се занимава откако сме се земали. Така, која е твојата формула за успешен брак? Сепак 19 години не се малку, се занимаваш со јавна работа. Па нема тука формула. Колку ти е таа поддршка во сето тоа? Па видите, да не ми е таа поддршка, да бидам искрен сега, Не би мислам, тоа успеал. секогаш го кажуваме сега.
видете, ниту еден брак не е без расправи, без нервози, никош не може да знаеш и утре ден што те чека. Ништо не е идеално. Така да, ништо не е идеално, така да без нив не би бил 100% не би бил тоа што сум јас денеска. Може би бил многу повеќе нагоре, може би бил никој ништо. Не можам да кажам, но можам да кажам дека тие ми се најголемата поддршка, сопругата и моите дечиња, и многу ми помага. Па доволно е тоа некој да те трпи да спиеш секој ден до 11-12, па фала му на Бога што сопругата стално се балја го носи детето во градинка. Ако детево решава да каже тато сакам ти да ме носиш, јас стварно ставам и го нося. Без проблем никако. Тоа може и сопругата да го потврди. Но искрено фала му на Бога, вика не може да ти се погоди жена. Вика само да ти се погоди жена треба Господ да те части. А ти си награден во тој случај, да. Добре, видете, имаме ние и турбуленции и Тоа е нормално. Видете, многу е интересен животот. Затоа што сопругата не е како ја познавам многу различни жени во животот. Значи кои што на мои колеги, на мои роднини пријатели. Мојата сопруга е единствена во тој поглед кај што она што има на ум, она ќе го каже. Она не е особа која што сега ќе прекјутам, ти си ја навредила и она се ќе ти прекјути. Не, она ќе ти каже очи, па кој сакаш биди. Ако она мисли дека во право, она ќе ти каже. Крај. Тоа е тоа. Така. Значи критична. Па да. Тука. Добро, колку ти годи моментот дека важиш за еден од најплатините, за еден од најбараните? Не. Тоа е можеби некоја дезинформација, така да како може да знаат тие дека сум најплатен? Тоа да, многу се збори, Ѓоко најмногу бакшиш зима. Така че зборува Ѓоко. Па како може, па ја не знам кои други музичари колку свират. Мислам, како може тоа, кој тоа го збори, искрено. Тоа не ми важи мене ништо. Да бидам искрен. Големината на еден човек е да ние сите, па не знам, они луѓето ги гледаат сите работи у призма на пари. Не разбирам зашто ги гледаат во призма на пари. Ја никогаш пари немам дома. Јас ако, искрено ќе кажам, јас секогаш должам пари. Ако веќе сакат, и јам, па должам пари, затоа што сакам да должам пари. Сакам да должам пари затоа што само така можеш да успееш во животот. Кога должиш пари? Да. Па сега ако треба за да работиш повеќе? Па како? Па ајде сега ќе имам јас пола милион на сметка, ќе работиш, кој ќе работи, кој ќе знае има 5 милиона на сметка? Како ќе се понашаш со 5 милиона на сметка и со 500.000 у минус? Не знам, кога ќе имам ќе ти кажу. Па не, добро, ја не ни сакам да ги имам. Так. Значи мене тоа не ми значи, мене ми е убаво искрено. Значи ама луѓето, пазете вака, луѓето ги гледат и тоа е многу жално. Ги гледат сите работи во призма на пари, не е во призмата на пари. Јас тоа што можам во мое искуство да му кажам на секој човек, мора да ризикуваме во животот. За да успееме во животот, мора да ризикуваш, да направиш нешто, задолжи се и врати ги парите. Но тоа луѓето не го сваќаат и имаш веќе пари, имаш средства, можеш. Помагајте ме луѓе. Тебе не те промени воопшто тоа што си сега популарен, што заработуваш повеќе? Па тоа најмногу ми смета. Тоа најмногу ми смета од све. Каде да одам, го Ѓоко ова, они мислат дека не сум променен човек, значи, ама пазете, тоа го зборат луѓе кои што мислат дека сум недостижен за нив. Како недостижен, тоа не постои. Вака ние сите овде у студиово сме, кога во Божите очи сме сите исти. Господ никого не сака повише. Може би мене маце повише не сака. Така. Кога ти било најголемото разочарување? Разочарување. Може би има разочарување, значи не знам се во кој поглед мислите. Дали во професионален аспект, во соработата или? За професионален? Па не знам, разочарување за професионален аспект. Не знам, поминува преку тие, не ми значат денеска. Па има пример професионален аспект, се случува, сум земал пари на заем за спотови, за песни, сум вложил многу пари во таа песна и песната не поминала.
Пример. Ама јас сум навикнат веќе со тоа и тоа не ми ни значи во животот. Мене ми е битно да изведам нова песна. А ако одиме веќе во приватен аспект, има многу разочарување и многу пати се дешаваат тие разочарувања затоа што губиме многу блиски пријатели. И што е жално, еве пример, можеби најтежок момент, најтежок момент во животот ми беше кога почина мојата мајка. Тоа ми беше Кога можеби. беше тоа? Не можам да се сетам на вистина тоа и буквално тоа ми беше моментот кај што пазете, можеби ова звучи можеби неубаво, но јас тие небитни работи не сакам да ги памтам. Ја ниту пак знам кога сум бил во војска, тоа не ми значи никогаш. Само Не знам. бавите работи ги памтиш? Не, тоа не ми значи. Лошите работи стварно. Тука, значи тоа исто кога ќе кажа тоа долго ти влегло тука, тоа не ми, значи стварно тоа не е никогаш не ми ни значило. Се трудам да си ги памтам убавите работи. И тоа ми е едноставно еден кодекс во животот, да си ги памтам убавите работи и да бидам добар човек. Добро, дали мајка ти беше жива кога ти веќе беше популарен, кога дојдоа твоите 5 минути, што би се Не. рекло? Не? Не. За жал. Па, стварно е тоа жално и тоа со сопругата и со многу мои пријатели, другари, роднини, го зборам. Еве, јас навистина си имам, пази, многу луѓе што си ги сакам. Но имам луѓе што стварно многу, навистина што ми значат во животот. Еве, сега пример во пред половина година, малце можеби повеќе, почина бабата на мојата сопруга, која што таа бабичка беше, сите мислеа дека е моја баба. За таа и мене никогаш не ми пазете вака, можеби не поврзано сакам многу работи да кажам одеднаш, но многу битни работи ми се тоа. Сите луѓе мислеле дека мене ми е баба, затоа што за нејзе мене не ми беше ништо тешко да направам. Само да ми се јаве, сине, да ме носиш на лекар, знаеш, овој не може, тој не може, тој. И сопругата моја ќе се јави, ама бабо, па Ѓоко не виси на закачалка или било што. Мене никогаш не, и кога почне и бабичката, значи нас, тие се тие лоши моменти во животот, кај што, и тоа сакав да кажам, многу треба да учиме од тие работи, ама многу краток период траат. Ќе го изгубиме човекот и сваќаме уствари што е животот, и пак на крај, после некое време, Забораваме, како да имаме кратко памтење. тоа треба, не знам, тие можеби работи некој. Но сигурно е мајка ти горда на тебе. Да. За ова што Овака, си го направил. мајка ми кога почина, ние ја погребавме и тоа сакав да кажам уствари. Најтежок момент затоа тој ќе го одвојам затоа што веднаш вечерта јас мораше да пеам на фестивал. Све закажано, све е тоа на фестивал, не знам како се викаше фестивалот оде во Скопје, во универзална сала, зборив како се викаше. И се сеќам на мојот, мислам на тој момент кога се враќав од Валандово на Балинци на кај Скопје, гледав, тоа ми беше како во делириум, нешто, не знам што се случува. И сега треба да искочам на сцена. Леле, викам, дали ова можно дека јас треба да пеам? Среќа што беше плейбек фестивалот. И некако мислев дека ќе се струпалам на самиот. Тоа верувам дека никој не би искочил, освен јас. Тоа јас така го мислам, затоа што најголемата поддршка тука во тој момент ми ја даде татко ми и стрина ми, се сеќавам на тој момент кога ми кажа: не, ти ќе идеш да си пееш затоа што знаеш дека мајка ти најмногу од сите се радуваше на тебе, да успееш. И мајка ти, ајде сега немој да идеш да пееш, ама мајка ти ќе се љути уште повеќе зашто да идеш да си отпееш, нели, јас отидов. И тоа некако со таа помисла, инаку немаше да отидам. Искрено, ќе се јави, ќе каже, мислам тоа ќе беше и разбрано и од екипата и од самиот фестивал. Но јас ја одржав, мислам, еве зборот, татко ми и стрина ми што ми го кажа, и тоа ми остана врзано во крпче, така, искочив, иако ми беше можеби најтешко, но се сеќавам на мојата драга колешка, тетка Блага Петровска,
Значи, она ме фати за рака и ме однесо до самиот подиум. За да ја отпеам песна. Инаку стварно, леле, не знаев ни подиумот кај. Верувам, верувам. За крај, идни планови, што се очекува од тебе? Идни планови, имаме многу планови, безброј планови се тоа, кои што, еве се работиме на нови песни, работиме јас и мојот бенд, добро познат во Македонија Energy Band, работиме на нови 5 песни, работам исто на мој нов албум кој што сакам до крајот на април да го издадам со Лазар Цветковски со Ена. Еве користам прилика да си ги поздравам нив. Во песните со бендот кај што треба се да се издадат за многу краток период, фали уште микс мастер, а тој период ни фали да се средат песните, тоа се песните со бендот кој што кажав. Мора да си го поздравам и мојот син Михаел, кој е моментално тука со нас, да си го поздравам, кој што он е автор, и музички, автор на тие песни. Така да, еве, најбрзо време вадиме една многу убава песна која е насловена под името Те сакам. Буквално ја правиме таа песна за свадбени церемонии, значи за прв танц. И навистина е прекрасна песна. Ќе ја слушнете и ќе се уверите. Така, супер. Имаме и сега и турнеја, еве да најавам веќе која ме прашавте, во најбрзо време имаме сега во петок гостувам во Швајцарија, сабота сум во Италија, недел се враќаме во Македонија, гостуваме, февруари, еве што е најбргу, февруари одиме Австралија, да си ги поздравиме нашинците во Австралија. Да. Навистина еден предобар народ. Мислам дека стварно, не знам дали дека таму е најтопло и така позитивни луѓе со љубов. Значи, сите се, вака мислиш, земени и однесени таму, сите добри луѓе. Така, верувам по тоа, верувам по тоа, така поздрав до сите оние кои што се надвор од нашата земја. Ти благодарам што ја сподели твојата животна приказна со нас. Толку ни е времето и секако да го живееш и понатаму твојот сон и да веруваш во Бога дека Амин. Фала. Е тоа најважно. Секако ти благодарам уште еднаш, ќе им се заблагодарам и на нашите гледачи и секако ве поканувам да бидете заедно со нас и следната сабота. Довидување.